Значаен дел од обичаите кои што се практикувале за празникот Василица во Кумановско се исчезнати, но за да не заминат во заборав, етнолозите од Кумановскиот музеј успеале да ги документираат, па денес младите имаат можност да се запознаат со културното наследство на виките кои што се практикувале. Василица спаѓа во циклусот зимски празници, изобилува со обичаи и обреди, гатање со цел да се постигне среќа и здравие за семејството, добар посев и здравие на добитокот. За таа цел во село Орашац се изведувала ритуална игра така наречена джамала. Населението, самите подготовки за овие обредни игри ги започнувале еден месец порано, ги спремале своите маски. Најчесто се маскирале во маски од зооморфен и антропоморфен облик и верувале дека доколку маската е пострашна, толку повеќе ќе има можност да се изгони лошата сила, духовите или караконџили, за кои тие верувале дека тие обстојувале во периодот на 12 накрстени денови од Божиќ до Богојавление. Во самата игра учествувале најчесто машки лица од 18 до 70 години и играле различни улоги. Значи, самата обредна игра имала еден шеговин карактер, изведувале оживување, ритуални игри со пораѓање на мечката, оживување на старецот. Значи, во самата игра учествувале зет, невеста, поп, полицаец, конј, магаре. Оделе од куќа на куќа, звонеле, викале, тропале, биле закитени со звонци и клопатарци и колку повеќе време предизвикувале, толку повеќе верувале дека ќе се изгони лошото од куќата. Домаќинот ги пречекувал со богата трпеза, качамак, нели традиционалното јадење кој што се спремало за Василица, топеницата, виното, ракијата, овошјето нормално. Ги дарувал со брашно, ракија, вино и пари. И откако ќе го завршиле ритуалот низ селото, вечерта палеле огин насред село и огинот всушност представувал едно повторно раѓање на новото сонце, тоест испраќање на старата и дочекот на новата година. И нашето благослов да даде, животот наш да се спокойно биде, сите нам живите да даде Господ. Ајде, станете сите! Маските ги палеле, се собирале од некоја во куќите каде што се гоштевале и славеле. Во подоснежните години тие се собирале во некој од кафеаните, а јас имав можност кога го снимав документарниот филм Селски џамалари, орашачки момци, ги доведов и на улиците на Куманово, каде што бе една вистина атракција и населението беше запознаено со самиот ритуал, обичаите и богатото наше културно наследство. Но освен за Орашац, играта била карактеристична и за селото Пчиња, па така при средбите доаѓало и до масовни тепачки, зашто се уште сведочат џамаларските гробишта. На наше големо задоволство, ние овдека кај нас во музеот имаме една традиција секоја година да организираме лепчиња со паричка и се верува дека овој кој што ќе добие паричката станува кум до наредната година и ќе има среќа цела година. Инаку овој обичај со паричка е актуелен во Битола, Прилеп и Охрид, за разлика од кај нас што ние нели за Бадниковата вечер месиме лепче и делиме со паричка. Свети Василий се прославува и како домашна слава, а во голем број семејства во Кумановско се подготвуваат јадења, во кои главна состојка е пченкарното брашно. Традиционалното јадење кое се подготвува секоја година е качамакот од пченкарно брашно, кој се служел со сланина и сирење, надополнето со расолница и домашно црвено вино. Етнолозите велат дека обичаите за празниците се дел од духовната култура и традиционалното народно творештво.